Во ова издание на темата на неделата, почитувани, ќе се обидеме да одговориме на едно прашање. Дали за малку време може да се постигне многу во зачувувањето на културното и природното наследство, например во Охрид? Измина неколку месеци откако УНЕСКО постави рок до февруари идната година градските власти да преземат акција со цел Охрид да остане на списокот на заштитено светско наследство. Градоначалникот најавува дека наскоро ќе започне со уривање на дивоградбите, но упатените велат дека воопшто не е јасно што ќе биде офатено и како ќе се одвива тоа. Колку за илустрација, пред неколку години во Охрид биле доставени 14.000 барања за легализација на дивоградби. Одлуките на локалните власти за уривање на дивоградбите во Охрид и за прогласување мораториум за градба до кој дојде на третиот месец од обидите на УНЕСКО да се спаси ова природно богатство, во дел од јавноста не ги отстранија сомнежите дека надлежните ќе го сочуваат овој балкански бисер по кој не препознаваат во светот. Александра Бојаровска од еколошката организација Фронт 2142 вели дека не е доволно јасно што навистина планира да се прави со справувањето со дивоградбите, бидејќи по 3 месеци нема објаснување кои објекти ќе се уриваат. Најавите за рушење од она што можевме да го видиме во рамки на медиумите, затоа што се уште нема официјален документ, да кажам, како одлука или нешто слично од страна на општина Охрид во конкретниот случај за постапување со дивоградбите, се однесува на она за кое што веќе има правосилно решение за уривање. Тие кои што имаат правосилни решенија за уривање треба веднаш да се урнат. Значи, одат со некоја бројка околу 1000, но пристап до самиот регистар и до што вистински е на крајот тој инвентар на дивоградби се уште нема. Инаку загрижувачки е податокот дека во 2015 година Народниот правобранител објави дека биле поднесени 14.000 барања за легализација на дивоградби во Охрид. Во својата изјава деновиве градоначалникот Константин Ѓорѓевски апелираше до сите кои добиле решение за отстранување на објекти, независно дали се работи за платформи, тераси, бетонски базени и друг вид нелегално изградени објекти, час поскоро да почнат сами да ги отстрануваат и најави дека уривање во Охрид ќе има многу скоро. До тогаш едно е факт, дивоградбите постојат, а институциите меѓусебно си ја префрлаат одговорноста. Во изминатиот период министерот за транспорт Сугаревски рече дека приоритет ќе имаат дивоградбите во заштитеното старо градско јадро и во националниот парк Галичица. Според евиденцијата на локалната самоуправа во Охрид има 1076 дивоградби, од кои 409 во заштитените зони на националниот парк на крајбрежјето на Охридското езеро и во старото градско јадро. Зоран Павлов, председател на Комисијата за управување со Охридскиот регион, вели дека се работи и дел од 19 препораки на УНЕСКО и насоките кои се дадени во акцијскиот план и кои треба да се исполнат до февруари се спроведуваат. Она што веројатно градоначалникот го изјавува и што ќе се пристапи кон уривање, се градби кои што и без изработка на студија е евидентно дека нарушуваат културни вредности, нарушуваат природни вредности, а тоа пред се однесува на платформите, на угостителските објекти, на објекти кои што се изградени без потребната градежна документација, а се наоѓаат во строго заштитениот дел или се наоѓаат во строгиот заштитен дел на крајбрежјето и така натаму. Така да за тие објекти посебна студија или посебно влијание на наследството не би требало да се изработи. Тие се изработува понатаму студија за оние објекти кои се наоѓаат на потезот на Галичица, на потезот или на другите делови на крајбрежјето. Тој дополнува дека ова е долг процес и не може да се очекува преку ноќ да се решат сите проблеми наталожени 40 години. Но упатените нагласуваат дека волјата не ги решава проблемите, туку делувањето. Инаку Охрид и езерото пред 40 години се запишани на листата на светско наследство како речиси недопрена природа. Во светот има и успешни приказни. Комитетот за светско наследство на Обединетите нации УНЕСКО на годишното собрание во Азербејџан соопшти дека црквата на Христовото раѓање во Витлеем веќе нема да се смета за загрозено место. Ова е резултат на обемните работи за реставрација што ги почна палестинската власт откако УНЕСКО во 2012 година ја стави црквата, која се слави како родно место на Исус Христос, на листата на загрозени места. Еден од најсветите храмови на христијанството, ова црква е изградена во 4 век над една пештера во која, според верувањето, Богородица го родила Исус Христос.
Храмот беше запишан на списокот на УНЕСКО во 2012 година, но како светско наследство во опасност поради лошата состојба. Палестинската власт веднаш започна планови за реновирање. Комитетот за светско наследство на Обединетите нации УНЕСКО по 7 години донесе одлука да ја отстрани црквата од списокот на значени места под закана заради високиот квалитет на реновирачката работа. Рула Мајах, палестински министер за туризам, вели дека се работело напорно со цел да се повлече црквата од списокот. The last few years we worked in the renovation of the church. The church was renovated, especially the ceiling, which was leaking, and also we worked on the plan of the conservation of the church. Освен на поправка на покривот се работеше и на поправка на искршените прозорци, оштетените столбови и покриените со вар мозаици, вели шефот на Комитетот за надзор на реновацијата Зијад Ал-Бандак. With this procedure and repairing the drainage system and changing all the 48 upper windows, we succeeded to secure the church for the coming 500 years from now on. Станува збор за прво сеопфатно реновирање на црквата откако е завршена пред 1700 години. Инаку локалитетот Света Земја вклучува и неколку други цркви. Махјар Канавати, член на општината Витлеем, вели дека за реновирањето биле викнати специјалисти и професионалци од целиот свет, кои помагале тоа да биде направено што е можно подобро. We would like to ask everybody from all over the world to come and see the new renovations and the new mosaic pieces of art that we have found under the previous one. Враќањето на листата на незагрозено наследство на УНЕСКО за локалниот жител Саиф Собох представува добра вест. We are happy to see good news to see the Church of Nativity in the UNESCO, and we can see today a lot of visitors they coming to the birthplace of Jesus. Витлем се надева дека реновацијата ќе го зголеми туризмот и ќе ја заздрави слабата економија во западниот брег, окупиран од Израел. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со тоа дали Охрид ќе успее до одредениот рок да ги исполни условите поставени од УНЕСКО. Довидување.